Ti blagodaram, Oče na nebesata, koji ga ostavi skrijeno ova odmudrite na ovaj svet. Zašto Gospod koji dojde da otkrije sve, veli deka mu blagodari na Oca što nešto ostavi neotkrijeno. A što je to, a što je neotkrijeno? Neotkrijena je prirодата на ангелите, иако знаеме дека тие се материјални битија. Значи, се што постои после стварањето на светот, после она нека биде од Бога, се е материја. Меѓутоа, одредена материја останува на начин на постојање на кој ние не знаеме како постои. А таа материја ја носат ангелските чинови. Колку работи во суштина е сега 20 век, 21 век, велиме и дури сега се откриваат. Некои се откривале низ вековите наназад, ама не знаеме уште многу работи за материјата. Именно нашиот слушен распор е од 20 Hz до 20.000 Hz. Ама над тој распон, значи над 20.000 Hz или под 20 Hz, има еден свет кој се општи со друга фреквенција и ние не ја слушаме и не ја разбираме. Исто е и со спектарот на светлината. Ултравиолетовите зраци ние не можеме да ги видиме, но тоа не значи дека не постојат. Ова го кажувам по аналогија да сватиме зошто го вели тоа дека го скрие од мудрите на овај свет Господ. Тоа значи не посебно да го крие, не да го стави во фиолка, туку невозможно е за нашето човечко искуство да имаме некое искуство кое не можеме да го примиме со нашите чула. Тоа е многу слично со животот или природата на ангелите. Ние не можеме да си покажеме или научно да докажеме или да ја испитуваме природата на ангелите. Се обидуваме да ја испитуваме човековата природа. Медицината прави врвни напори за да открие нешто. И открива понешто за нас луѓето и за нашата човекова природа. Ама ангелската природа е скриена. И затоа многумина ќе ви речат не постојат ангели, зашто не ги гледат, не ги виделе, никогаш немале допир со нив. Пред некоја недела само зборав за тоа дека најголема работа на ѓаволот е да не убеди дека нема ѓавол. Ако нема ѓавол, нема ни ангел. Која е природа? Значи не постои, како што многумина ќе ви речат безумство, нема Бог. Да, не си го видел ти Бог со голи очи. Ама тоа не значи дека не постои. Постои на друг начин и со друго постојање, не само Бог, туку постојат и ангелските чинови, и ѓаволите постојат. На друг начин на кој ние не сме стигнале да си разјасниме како постојат. Ама од доменот на кој ние можеме да перцепираме со нашите сетила, постојат уште многу други битија и светови. Што значи дека не треба да бидеме во безумство и да велиме не постојат ангелите само заради тоа што ние не ги гледаме. Во одредени прилики се покажувал и ангел, како и Господ што се покажува. Ама тие се ретки прилики.
Se покажува, иако полна е црква со ангели, полна е црква дури и со демони, кои вредат на секој од нас да не заведат. Значи, полна е црквата со друг начин на постоење, различен од нашиот на луѓето. Ние луѓето гледаме и ја гледаме природата човечка и евентуално на одредена природа на животните кои не окружуваат, на растенијата. Ама постои и друга природа која не можеме да ја фатиме со нашите очи, зашто не фаќа окото тоа што е над способностите на окото да може да го фати. Затоа, браќи и сестри, да не бидеме во безумство, за нив зборува Господ, го скри од мудрите, оние кои се прават дека се мудри, а тоа се одредени луѓе кои сметаат дека се научници, дека многу познаваат. Тие луѓе на крај не познаваат дека во овој свет постои друга природа, не само материјалната на човекот, на животните, на растенијата. Тоа е важно да го примаме со вера, зашто е скриено. Со наука не можеме да го приеме. Ајде, некој научник нека ја докажува природата на ангелите или на ѓаволите. Не може, зашто е над опсегот на доживување на човечката природа. Но безумство би било да речеме дека не постојат ангели, само заради тоа што не можеме да докажеме дека постојат. А не можеме да докажеме дека Бог постои. Безсмислено би било да се трудиме да докажуваме дека Бог постои. Ама постои. Тоа што не можеме со наука да го докажуваме, го примаме со вера. Значи, разликата меѓу верата и науката е тоа. Верата прима оно што не може да го види или да го докаже. А науката не прима ништо од верата. Не сака барем да прими. Тоа е еден раздор меѓу науката и верата. Затоа што верата е отворена да прима и она што не го гледа, и она што не може да го докаже. А науката не е отворена за тоа. Затоа доменот на науката и верата е различен. Науката има домен да го испитува овој створен свет. Дали е тоа микрокосмосот или е макрокосмосот, сеедно, таа е насочена само кон овој свет. А постои свет на ангелите. Постои свет поинаков некој, и може би и трети свет постои, кој не ни е откриен. Не го знаеме тој каков е свет. Меѓутоа, важно е да имаме отворено, да бидеме отворени, да примаме дека Бог е безкраен. Се слушале веројатно дека космосот, значи целата вселена се шири. Зошто се шири? Како се шири? Зашто Господ, браќи и сестри, не престанува со неговото стварање. Создава нови светови. Какви ќе бидат? Може би некојаш ќе го знаеме. Ма важно овде, каде што ние живееме и каде што мислиме дека е центарот на светот, Земјава како планета, е само една точка, честита во целиот универзум. Затоа да не бидеме безумни, да велиме дека нема друг начин на постоење, односно дека нема ангелски начин на постоење или демонски начин на постоење. Постои едниот и другиот вид како начин на постоење. И треба да се прилагодуваме и на тој начин на постоење, односно што значи да се прилагодуваме? Барем со вера да примаме дека постои тој начин.
Едно е, може би, да говориме за тоа дека секој од нас на крштението добива ангел чувар, дека има многу ангели, дека ангелите се размножуваат на друг начин, освен оној што го познаваме ние за луѓето. А нормално е да размислуваме така, зашто кај ќе има толку ангели ако тие не се размножуваат? Меѓутоа, се може да постои и да бидеме отворени за тоа дека се е возможно да постои. Како е прашањето, меѓутоа тоа како да не ли биде кочица да велиме не постои. Тоа што ние не знаеме како, не треба да ни биде кочица да велиме не постои тоа. Постои и како постои. Многу процветлени луѓе може и да ги видат дури ангелите. Значи Господ им дава зголемување на распонот на видот, да можат да гледаат еден свет кој просечниот човек не може да го види. И тоа не значи дека ние треба да кажеме дека тој свет не постои. Постои и како. И фала му на Бога што е така. И денеска го славиме тој свет. Значи го славиме Архангел Михаил, кој има име, значи Михајло. И другиот Архангел Гаврил. Ама и сите небесни сили со нив. Зашто на повеќето од нив не го знаеме името. Овие се откриле неколку, 7 или 9 ангели се откриле и по име, и како се нарекуваат. И ги знаеме, и затоа велиме собор на Свети Архангел Михаил и Гаврил, ама да и не сите небесни сили, зашто тие се многу, мириади. Ако е така, да не бидеме од меѓу оние безумни, од кои Господ го скрил ова. Не го скрил, значи намерно, туку го скрил за да биде во тајна, оти тоа што не е во тајна, за нас луѓето е некако ефтина роба. Тоа што не можеме често пати и сами да си го докажеме, тој има за нас врвен квалитет. Тоа го примаме со вера. Верата во тоа е, значи, различно од знаењето. Знаење, ќе поидеш на училиште или ќе направиш експерименти, ќе научиш нешто како функционира. Но она што не можеш да го склопиш во таа функција, можеш да го примиш со вера. Зашто ги надминува способностите на човекот да докажува. А тоа е Бог, тоа се ангелските чинови, па дури и демонското постоење, и тоа спаѓа по некој вид на тајна, зашто не знаеме, тие се паднати ангели само, ама имаат истата или сличната природа на ангелите. Демоните немаат некоја друга природа, тие се биле ангели, со текот на времето отпаднале и не се во придружба на Бога. Затоа, браќи и сестри, секогаш да имаме познавање, затоа и да се трудиме тоа познавање да го пренесеме и на другите. Зашто постоењето не сме само ние луѓето. И не е само овој видлив свет што го примаме со нашите сетила. Туку постоењето е многу повозвишено. Денес говориме за ангелските чинови, ама за Бога говориме. Тој ги надминува во постоењето и ангелските чинови, и човекот секако. Тоа е друг начин на постоење. Затоа да бидеме отворени. Овој празник ни дава една отвореност и ширина,
да разбереме дека не сме сами во овој створен свет, туку постојат битија од Бога створени, кои се створени за да живеат и за да постојат, ама подобро речено да сожителствуваат и да сопостојат со нас. Благословот Божји нека биде со нас, да не просветлува да ги имаме со вера примено овие ангелски чинови и да бидат наши помошници во сите времиња.